Иако за многумина изненадувачки резултат, Осогово одигра 0:0 против екипата на Скопје во главниот град на државата и покажа дека во пролетната полусезона ќе се игра на повисоко ниво во споредба со есенската. На овој, како и на надпреварот во Неготино, се гледа ефектот од работата на шефот на стручниот штаб Крсте Крстев, кој за релативно кратко време успеа да им ја врати самодовербата на фудбалерите, да ги збие редовите и да ја зголеми одговорноста кај секој поединец кој ќе истрча на теренот. Бодот е голем како куќа, но ќе биде уште поголем доколку се потврди наследниот надпревар во Кочани против незгодниот Кожув. Во ова коло за Осогово одиграа и противниците на Борец и Вардарски, кои остварија победи против Енерджијата и предпоследниот на табелата. Еве ги комплетните резултати. Скопје Осогово 0:0, Борец победа 0:1, Беласица Вардар Неготино 4:0, Аресими Охрид 1:1, Македонија Ѓорче Петров Башкими 0:1, Брегалница Новаци 3:1, Детонит Каменица Саса 1:2 и Кожув Вардарски 1:0. По ова коло Осогово ја задржа 14-та позиција на табелата со 9 бода, 3 повеќе од Борец, но 8 помалку од Вардар Неготино.